Значи месец август, веќе втората половина на месец август се создаваат, имаме уствари идеални услови за настанување на пожар на отворен простор, така да во последните неколку десетина дена нашите екипи веќе интервенираат неколку пати. Прошлата недела имавме еден голем пожар во соседна општина Чешиново Блешово, тоа е Скочани, каде што нашите екипи дежураа на граница на административните граници на општините, очекувајќи дека пожарот ќе прелее на наша општина. За среќа тоа не се случи, беше навремено интервенирано од страна на екипите од Кочани и нивната помош од државата. Но овој викенд, веројатно од несовесни граѓани, имаше пожар дојава во касните вечерни сати, недела, на 20 август. Гореше стрниште, сува трава, идеално за настанување на пожар на отворено, и беше опожарена некаде околу 3 хектари површина. Дојавата беше примена во 19:30 часот вечерта. Излезени се дежурните екипи, додатно уште една екипа од 2 члена и 2 возила се беа на настанот. Со брза интервенција е спречено да се опожаре поголема површина на нашата територија, како према Пробиштип, така и према Злетово. Реков дека негде површината е околу 3 хектара, условите за горење беа идеални затоа што имаше еден ветар, имаш доволно сува трева. Сето ова може да излезе од контрола ако немаме навремена и дојава и интервенција. Затоа апелирам до граѓаните на општина Пробиштип, посебно за оние што се бават со земјоделство, тоест кои ги обработуваат земјоделските површини, да после жетвените активности не ги палат нивите, не со мислење дека сето тоа може беззазвено да пројде. Ете, имаме случаеви каде што тоа може да излезе од контрола и да направи големи штети. Не само штети што ќе изгоре пожарот, тука се интервенира, тука се уклучува опрема, луѓе. Видовме во соседните општини дека мора да интервенираат и со од воздух, сето тоа многу кошта, а се може тоа да се спречи само со совесност на граѓаните. Уште еднаш апелирам до сите дека се идеални условите за настанување на пожар на отворен простор, да не се движат во шумските и полските пространства и да не вршат палење или чистење на своите земјоделски површини со традиционален нивни начин горење на стрништата.